Референдумот од 8 септември е круна на историските напори за македонска самостојна држава. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија. 32 години подоцна. Слободна Македонија или само слабо ехо од крикот на македонците, кои животите ги дадоа за денеска ние, да можеме да кажеме дека сме македонци од Македонија. А можеме ли? Политичките гарнитури, слабата дипломатија, неадекватните политичари се чини дека онаа Македонија од 1991 година ја претворија само во избледена фотографија во сеќавањата на народот. Промена на знаме, атентат на председател, војна, смрт на председател, промена на име, закон за двојазичност, метнување на бугарите во уставот. Ова е само дел што Македонија преживеа за 30 на години, откако македонците се изборија за своите правдини. Само 4 години по прогласувањето на Македонија за независна, во 1995 година, на 3 октомври, се случи атентатот врз председателот Киро Глигоров. Во моменти додека сите во земјата беа преокупирани со неуспешниот обид за убиство на првиот човек на државата, во Македонското собрание, во кое тогаш владееше само една партија, во брза постапка се смени уставот, со цел промена на знамето, со што Македонија тогаш ги оставна своите позиции во преговорите со Грција. 110 пратеници гласаа за. Дали е некој против? Еден е против. Дали некој се воздржува од гласање? 4 пратеници се воздржуваат од гласање. Констатирам дека собранието го донесе законот за знамето на Република Македонија. А само 6 години подоцна Македонија стана земја каде пушките, коршумите и стравот беа секојдневие. Започна внатрешниот воен конфликт во државата. Во јануари она ги нападна безбедносните сили на Македонија. Конфликтот заврши во август, истата година откако беше потпишан Охридскиот рамковен договор. По ова следуваа години кои можеме да кажеме дека беа помирни од првите 10 независни. Така беше се до 2019 година. Волјата на македонците изразена во 1991 година на еден начин беше срушена 28 години подоцна. И покрај неуспешниот референдум беше променето името на државата. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. По Преспанскиот договор, Македонија потпиша и договор за добрососедство со Бугарија. Договор кој наместо да донесе добро, донесе само полошо за државата. Повикувајќи се на потпишаното од Заев и Борисов, официјална Софија го условува напредокот на Македонија за евроинтеграциите. Се барат поголеми отстапки од Македонија, кои пак за жал власта ги прави. Но мачењето не завршува тука. Покрај договорот, македонските политичари отидоа и чекор понатаму. Прифатија и нови барања од Бугарија, спакувани под името француски предлог. Купно гласа 68 пратеници. Сегашниот премиер, откако и владата го изгласа францускиот предлог, не убедуваше дека преговорите ќе започнело, а Македонија се уште се чини подзгрбавена, засрамена, чека ред за да го фати возот кон Унијата. По 32 години Македонија сигурно не е на патот кој го замислуваа луѓето по 30 години, кои речиси едногласно изгласаа независност. Дали Македонија ќе се исправи и гордо ќе зачекори кон европското семејство и иднината е прашање за чиј одговор останува да се молиме.